Добро вечер. Вторник, 20 часот и 30 минути, време за вонредна политичка анализа. 2 дена после интервјуто со Ване Цветанов, без Груевски, без Заев во насловот, без Сашо Мјалков, ништо спектакуларно. Вториот живот на Ване Цветанов. Сакам, значи, без некакви мамци или некакви кликбайт наслови, да видиме колку публика ќе се собере околу на такво интервју. Го најавивме, направивме промо, направивме промоција, до сега некаде околу 65.000. Според сите проценки некаде околу 130 до 150.000 ќе има до крајот на годината интервјуто со Ване Цветанов. Според мене и според сите стандарди кои ги имам изградено во изминатите 30 години, едно топ 3, ако не и топ 1 интервју во 2025 година. Завршија локалните избори во Република Македонија и знаете како вела денес паѓа дожд, меѓутоа обично тоа се каже ако паѓа снег. Не паѓа снег да го покрие брегот, туку паѓа снег за да можат сите зверки да ги покажат своите траги или да ги покажат своите намери. Задачата на овие вонредни политички анализи, преку 90-95%, многу помалку емисијата во Центар кој оди за сите редовни гледачи на емисијата во Центар, всушност имаше мисија, имаше задача да ги осветли тие траги. Навистина зверките во македонски услови не се така големи зверки, се помали трагите, но нашата мисија, нашата задача и тоа што ние сакавме да го направиме е да ги осветлиме тие траги. Што всушност нас ни покажа тие траги? Дека на локалните избори во Република Македонија се покажа дека Кафетин коалицијата е убедливо најсилната групација во Република Македонија. При тоа кога кажам Кафетин коалиција, тоа е еден Франкенштајн, една збирштина на тајкунерија или на еден дел на тајкунерија, на политичко влијание, на медиумско влијание, да речеме и со играч и со фронтмен кој би сакал да дојде на највисоки политички позиции во Република Македонија, плюс нели разузнавачко влијание, политичко, разузнавачко, медиумско и дел тајкунско влијание. И кога ќе се направи збирот или збирштината на таа Кафетин коалиција, таа на овие локални избори во Република Македонија покажа дека е најсилна. Нашата задача беше таа да ја отсликаме таа Кафетин коалиција и кога ќе отсликате, знаете, кога ќе покажете со прст, кога ќе ја нацртате фоторобот кој ќе направите, тогаш таа не смее да изгуби на изборите, бидејќи срамот е преголем ако те изгубат на изборите. Бидејќи е срамот преголем да изгубат на изборите, тие мора по секоја цена да победат на изборите. Во тие услови, кога тие по секоја цена мора да победат на изборите, тога стануваат видливи. И се оно што сме го говориле 1, 2, 3 години во вонредни политички анализи, во текот на локалните избори стана видливо. Стана вирално, нели? Што е модерно да се каже, и кога ќе стане видливо, кога ќе стане вирално, вие можете да комуницирате со него. Станува свесни меѓународна заедница, стануваат свесни домашни амбасади или амбасади странски тука во Република Македонија. Стануваат свесни политичките партии кои не се дел на таа Кафетин коалиција, стануваат свесни медиумите кои не се дел на таа Кафетин коалиција, стануваат свесни дел на новинарите, многу мал број, кои не се купени, кои не се платени од таа Кафетин коалиција. Сега, тоа што постојано го кажувам, доаѓа до еден класичен, тука можеме да го видиме, пред вас еден модел кој може да биде распостелен, дека има една тројна поделба во олигархиската структура во Република Македонија. Едниот крак на олигархијата, кој беше допред некоја година и дел на власта во Република Македонија, заврши на американската црна листа. Еден дел на олигархијата, да речеме стариот дел или старата олигархија во Република Македонија, едва и се спаси да не заврши на американската црна листа. А еден дел, тој Кафетин, дел на таа олигархија, кој цело време седеше на иста маса, каде што се одлучуваше или каде што се разговараше, се расправаше кој да заврши на американската црна листа, сега е најсилен во Република Македонија. Што сакаат странците од Република Македонија? Па уставни измени. Врз кого ќе вршат притисок, па тој што е најсилен, кој е најсилен во моментот, па Кафетин коалицијата. Како ќе го скршат Мицкоски? Па така што ќе го конфронтират со Кафетин коалицијата, ќе му е измркнат поддршката или Кафетин коалицијата под притисок на меѓународна заедница ќе го скрши Христијан Мицкоски. Тоа е логиката. Како функционират странците? Првенствено мислам на британците,
со одредена поддршка на германците и со одредена поддршка на французите. Меѓутоа, процесот денес во Република Македонија го водат британците со помош на две кралски династии кои се силно присутни. Едната и во НАТО и во Европската Унија, втората која е многу силно присутна само во НАТО структурите. Предходните двајца генерални секретари на НАТО потекнува од тие две кралски династии, односно тие две кралски држави. Преку тие линкови, преку тие лостови, всушност ќе се врши драматично влијание на таа кафетин коалиција. Или тој кафетин, политичко, тајкунски, разузнавачко, медиумски Франкенштейн, кој е формиран во Република Македонија, кој се формира последните 5, 6, 10 години, кој сега има најголемата моќ од своето формирање, затоа метадонот или меладонот, намерно правиме грешка, меладонот на кафетинот им го фатија во Унгарија. Зошто? За да може да ги уценуват, да може да вршат притисок. Тие да мислат дека ги избришале сите траги, како да не се знае која шпедиција на Ново село тоа го има направено, која струмичка линија е тамо замешана, каде се унакрсни тие политички, царински, разузнавачки и секакви други влијанија и лоби групации околу таа кафетин коалиција, фатени се живи на 8 на 10 октомври со симнати панталони, им дозволуваат да ги избришат сите траги, но една трага ќе постои. Кога ќе дое време ќе ми изваат таа трага. Преку кога ќе ми изваат? Па преку тој кој го паркира тамо. Тие мислат дека преку него градат одредена инфраструктура, а тој никогаш не градал инфраструктура, само разградувал. Веруш комбинација. Веруш акционерско портфолио во рамки на таа кафетин коалиција. И сега доаѓаме до структурата што сака странците и како тоа може да реализират. Во изминатите 2 или 3 години, ако не ги земе уставните измени за влезот на Македонија во НАТО алијансата, тоа што беше направено во мандат на владата на Зоран Заев. Значи, со францускиот предлог се покаже дека има два модели. Едниот модел кој го промаши Стево Пендаровски, а тоа е враќање на Никола Груевски назад во Република Македонија, поделба на ВМРО ДПМН, наоѓање нови во наводници 8, 10, 15, колку треба пратеници, кој ќе биде поделена ВМРО ДПМН, ќе имаме некоја реприза на разврската Никола Груевски, Лјупчо Георгиевски 2004, 2005, 2006 година, кога Стево Пендаровски го промашува тој модел, завршува политичката кариера на Стево Пендаровски. Немаше средба ни со Ентони Блинкен кој дојде тука во Република Македонија, кога на 28, 29 и 30 ноември, кога нели е Палчо и она што го правеше Палчо со Вања Ѓорчевска, тој заминува на некакви климетски самити на Блискиот Исток, кога европскиот крем политички меѓународен е тука во Република Македонија. Тоаш веќе стана јасно дека Стево Пендаровски е пуштен из вода. Може сега Стево Пендаровски да прави што сака, да се обидува преку СДСМ да се врати во игра, тоа е веќе минато свршено време. Никогаш тоа време не може да биде повторено, ако биде повторено, ќе биде повторено на некој траљав, јалов начин со многу мали шанси да биде успешен модел на политичко делување. Вториот модел е правење заедничка влада помеѓу ВМРО ДПМН и СДСМ. Еден голем олигарх, ни крив ни должен, заврши на американската цена листа. Требаше тамо да завршат два политичари кои тоа го договара, бидејќи во тој момент тоа беше спротивно на меѓународните интереси тука во Република Македонија. Значи имате два модели. Поделба на ВМРО ДПМН, конфликт внатрешен во ВМРО ДПМН. Вие ќе видите како дел на структурите кои се проунгарски во таа партија полека со тек на време ќе станат пробритански структури и точно британците преку нивната поддршка ќе оценат треба да се застане зад Мицкоски, може да се контролира Мицкоски, не може да се контролира Мицкоски, како да се изврши притисок врз Мицкоски, така натаму и така натаму. И второто нели правење на одредена заедничка влада. Зоран Заев и неговиот играч, англиски пациент ставен на чело на СДСМ, со име и презиме Венко Филипче, се уште не се апдейтувани. Се уште мисла дека ова 2022-2023 година и некој нив ки дозволи на нереформирана СДСМ да прават широка влада со Христијан Мицкоски. И на тој начин да си помогнат едните со другите или вторите со првите. Значи тоа се двата модели. Или ќе има конфликт внатре во ВМРО ДПМН,
преку Кафетин коалицијата или преку структурите кои се не мицковистички структури во МРДПМН или ќе се оде на некоја широка влада. Ова структура кој е еден крак на олигархијата кој води кон Зоран Заев, кон Кристијан Мицковски, ви сакале некоја широка влада. Но таа широка влада во македонски услови би значило влада за нерешавање на проблемите. Вториот крак ќе видиме како ќе изигра таа Кафетин коалицијата. Едниот дел на олигархијата заврши националиста, едниот едва и се плаши, едва и се спаси, сега ќе биде времето кога ќе треба да се тестира Кафетин коалицијата. Кафетин коалицијата кој е составен дел на владењето и носењето на власт на Христијан Мицковски во еден временски период. Знаете, принцот е син до 18 години. После 18 години тој е престолонаследник. Ќе го наследи кралот или царот на кралскиот или на царскиот престол. Таков е односот помеѓу Христијан Мицковски и водачите на Кафетин коалицијата. Проектот Скопје на вода многу скапо ќе оплата, односно отварањето или осветлувањето на проектот Скопје на вода или Скопје на дланка. Бидејќи со пред време објавувањето на тој проект, требаше да биде објавен после победата на Сотир Лукровски на градоначалничките избори во општина Карпош, од джеп им се вадат 100-200 милиони евра. Ги видоа, ги планира, веројатно и ги изброја, ги осети, одеднаш некој им ги вади тие пари. Така што тој, што им ги вади од джепот тие пари кои веќе им биле планирани, пресметани, па дури и поделени, скапо ќе плати таа цена. Не знам дали сте приметиле 10 години се однесува како да не сум ни жив, ни мртов на медиумската сцена во Република Македонија. Во овие 10 години имаше преку 50, преку 100 ексклузивни, спектакуларни интервјуа. За ниту едно интервју во овие 10 години на мејнстрим медиуми или на одредени мокни, влијателни портали не беше збор кажан, освен за интервјуто со Анте Пркачин, каков беше наслов или какви беа насловите, хрватскиот генерал ќе го истепаше Васко Ефтов. Демек, јас сум конфликтна личност, одам тамо во Хрватска, се карам со нив и тие за малку ќе ме истепале. И слични наслови беа кога беше оно интервју со Божидар Димитров, кога го напушти интервјуто. Значи, 10 години, само една цртичка, само едно спомнување интервјуто со Анте Пркачин. До интервјуто со Љубомир Фрчковски. Уште не беше објавено интервјуто, значи уште траеше интервјуто, кога почнува да излегат новинарски наслови дека се скарале Стео Пендаровски и Љубомир Фрчковски. На тој начин, значи, јас предпоставам, знаете, после 30 години вие точно сте способни да читате ракописи, да читате политички порахи, одредена технологија и така натаму и така натаму. Значи, Центарот за комуникација на ВМРО-ДПМН се обидо да му фрли гума за спасување на Венко Филипче. Зошто? Бидејќи Венко Филипче заедно со Зоран Заев е дел на тој проект за заедничка влада. Дали ќе биде таа формално, правно заедничка влада или ќе биде некоја владина коровна конструкција која треба и не треба да спроведи, која навидом треба, во суштина не треба да спроведи уставни измени во Република Македонија. Значи уште емисијата не е завршена, почнуваат на видните портали во Република Македонија да излегуваат текстови, се скара Љубомир Фрчковски и Стео Пендаровски. Околу што се скара? Околу потенцијална смена или потенцијална замена на Венко Филипче. На тој начин, знаете, кога Центарот за комуникации на ВМРО-ДПМН ќе почни да штанцува пресконференции на одредени функционери на пониско ниво, втор, трети ешелон на ВМРО-ДПМН, кои ќе барат оставка на Венко Филипче или на делови на структури од руководството на СДСМ, тие цена дека тоа ќе предизвика антиреакција. Ако се бара оставка, да нема оставка. Ако не се бара оставка, да има оставка. Нели? На тој начин функционираат тие два сиемски близнаци, ВМРО-ДПМН и СДСМ. Кога СДСМ бара оставка од Христијан Мицковски, тоа значи да се мобилизира ВМРО-ДПМН, Мицковски да не си поднесе оставка. Кога ВМРО-ДПМН бара оставка на Венко Филипче, тоа значи да се мобилизира СДСМ и нели да сечат вени Венко не го даваме. Венко е единствен избор кој ќе го донеси по 10 години СДСМ на власт во Република Македонија, иако не мислам дека и самиот Венко Филипче е свесен дека ништо не може да направи. Може да потроши 1, 2, 3, 5, 10, 15 месеци и резултатот ќе биде искако што е сега, дупло голо. Нема да се доберат ниту еден чекор поблиску до власта, ќе потроша 10 или 15 дополнителни месеци со Венко Филипче на чело на СДСМ. Не знам дали сте приметиле во овие 5-6 години, овие валкани, турбулентни години кога преку социјалните мрежи се извалкаа сите. Нема човек за кој не е напишано нешто,
Овие свиркачи кои доставувале до инфлуенсерите на Facebook, до инфлуенсерите на социјални мрежи, доставија за сите. Од Стео Пендаровски до британската кралица, само за лидерот на Кафетин коалицијата ништо не беше доставено. Нема свиркач, нема текст кој му е пратен на Facebook да биде објавен, еве, за оваа афера со меладонот фатен. Намерно грешам, со меладонот фатен во Унгарија. Ништо. 5 луѓе избркани, 2 од најтесниот круг околу монархот на Кафетин коалицијата, ништо пола збор. Не само на мејнстрим медиумите, туку ке овие што свиркачите на дневна основа им штанца што да објават на Facebook, ништо не е објавено. Палчо, Љупчо Палевски Палчо, кој плюкаше се живо и диво до пред 2 години, бомби, пари од Иран, комерцијална што не, значи нема човек кој не беше поплюкан, само монархот на Кафетин коалицијата. Пола збор не беше кажано. Зошто? Бидејќи керка му беше тамо вработена. Бидејќи тие бомби што ги имал или што ги поседувал ги трампал. Тоа е размена на влијание, трговија со одредено влијание. Ово е истражувачко новинарство, на кој 400.000 евра им е малку за сериозен проект. Нешто напиша за Кафетин коалицијата. Нешто им е доставено, еве сега велиме фатени се во Унгарија. Што не ги употребат своите канали да истража што е фатено во Унгарија. Дали се тие лекови кои требале да завршат на рускиот пазар? Дали се тоа лекови кои требале црни на црно да завршат на украинскиот фронт, на рускиот фронт? Не велам дека требало, но само да се испита. Како им доставуваат се живо и диво, ги користат сите своји врски, па и преку Facebook, нели им ги пракетим. Нека им пратат сега преку Facebook, овие кои гледат оваа емисија, кои ги имат информациите и во интерес на јавноста на Република Македонија, ќе им достават. Еве, нека објават. Сега ме интересира живо, што ќе смисли разузнавачкото Веруш Милје на Кафетин коалицијата. Го извадија Митко Јанчев. Митко Јанчев рече дека сум рекета рај да видиме сега овој друг дел, овие оснивачи, кои се оснивачи на партијата на Љупчо Палевски Палчо и кои не кријат дека се оснивачи на партијата на Љупчо Палевски Палчо, каква задача ќе добијат? Нели, ако сум бил рекетар, да име сега што ќе видам, на крај ќе биде поентата на Васко Ефтов, не треба да му се верува. Зошто не треба да му се верува? Бидејќи ги разглоби, ги раскости на ситни атоми целата Кафетин коалиција и незиното канцерогено влијание во македонските политички процеси. Втората адреса на нарачки е екипата која стои позади министерот за внатрешни работи Панчо Тошковски. Тамо се и Боки 13 во дел на Барабанот и француските собарици кои беа инсталирани на политичката сцена од страна на Боки 13. Значи целата таа структура позади Панчо Тошковски, дури таа структура нели влезе во еден процес дека целе популарниот не ги продавал акциите на Алтеа банка на Александар Вучич, туку имало скриен сопственик. Целе, бидејќи дошол во тесно за пари, му ги дал акциите и не знаеле овие кога се купувала, кога се продавала делот на Стопанска банка Битола, но кога дошле србите, веднаш им станало јасно. Такви рибарски приказни ќе ви кажат и со такви рибарски приказни ќе ви ја полнат главата. Не знам дали приметувате, сите имиња за кои се шпекулира дека при евентуална реконструкција во влада на Христијан Мицкоски може или треба да бидат реконструирани, се луѓе кои се од најблиска доверба на Христијан Мицкоски. Значи тамо нема да бидат реконструирани или не се шпекулира дека ќе се реконструирани министри кои се пола на Груја, пола на Мицкоски или пола на Александар Николовски, пола на Христијан Мицкоски. Од прв до последен се сите играчи од чинелот на Христијан Мицкоски. И министерот за земјоделие, каде што е вработен кумот или кумашинот на Христијан Мицкоски. И министерката за образование, кој е дел на таа делчески ниви групација, која прави трансфер од ВМРО Народна во ВМРО ДПМН и тие се главното политичко упориште во градењето на политичка кариера на Христијан Мицкоски во хиерархијата на ВМРО ДПМН. И министерот за внатрешни работи, вчера беше објавена информација за одредени здравствени проблеми, му посакуваме брзо оздравување, дали ќе остане министер, дали ќе биде реконструиран, дали ќе замени да биде амбасадор на Република Македонија во Белград, тоа е тотално небитно,
Здравието пред се, како што вели лозунгот на една позната успешна компанија во Република Македонија. Значи сите, од прв до последен, играчи на Христијан Мицкоски. И Христијан Мицкоски го чека конгрес на почетокот на декември во Кавадарци. Затоа требаше да биде спектакуларна победата на Митко Јанчев и затоа се тие и напади на Митко Јанчев кон мене за да се додвори на лидерот, бидејќи ако има конгрес во Кавадарци, ако тој е голем победник на изборите, на него голема жалење е на некое 5-то или 10-то место на победници на локалните избори, Штип, па Охрид, па Скопје, па дел на скопски општини, така натаму и така натаму, тие се Кичево, да не го заборам, Струмица, тие се победници на изборите. Тамо на 7-мо, на 8-мо место, некоја златна резерва е Митко Јанчев. Значи, ќе има промени во врвот на ВМРО-ДПМН. Дали тие промени ќе го фатат под председателското ниво? Дали тамо нема да се чепка, ќе мора да се најде место, ќе мора Мицкоски да го реши ребусот или прашалникот што да прави со Орце Георгиевски, градоначалникот на градот Скопје. Гледате, сите се построија позади Орце Георгиевски. Тој оди, чисти, па прават контроли по стилот на Александар Вучич. Па гледат, па праќат еден новинар, па тој оди нешто снима, еве добро исчистиле, али во овој парк нова клупа се наоѓаат одредени фрлени ѓубрења, па оди Орце, па чисти фрлени ѓубрењите. Некој да ми кажуваше дека во такво реално шоу ќе не напикат. Толку ќе ни ја подсенат интелигенцијата и то проаѓа. Тоа проаѓа кај еден голем дел од македонскиот народ, кај македонските гласачи. Јас немаше да му верувам. Меѓутоа ние очигледно во овие 34 години заедно со процесот на иселување, заедно со процесот на осиромашување, имаме еден процес на деобразование во Република Македонија, кога и такви глупоштини, пиер глупоштини може да поминат, но тој Орце Георгиевски ќе биде фактор. Ќе мора Мицкоски да решава дали ќе се здружува, ќе се зближува или ќе се конфронтира со Орце Георгиевски. После локалните избори Мицкоски не ја води политичката битка или не ја води политиката во името на ВМРО-ДПМН, ја води Орце Георгиевски. Орце Георгиевски води, Мицкоски го следи, па шетат по центарот на Скопје, па вели видите овие сијалици како света, добро света. Нормално што ќе каже човек кој има докторирано на завратки и на навратки на Машинскиот факултет во Скопје. Еко тоа ќе ви се спои. Ко целата битка вас ќе ви се сведи во денот кога Еди Рама го отвара последното поглавје на преговорите со Европската Унија, вие да ја продавате приказната на Македонија дека е спасено Кичево, од кого е побогу спасено Кичево? Па Кичево не е иселено надвор од Република Македонија. Груевски уште доаѓаше на власт за Кичево. Мицкоски ќе сака да ја бетонира власта во Кичево и во овие 20 години, вклучително топтан со годините на Зоран Заев, ние дополнително се обезвреднивме, дополнително се оромашивме, дополнително уништевме перспективата на Република Македонија. Но важно, градот е исчистен, нема да видите тамо фрлени, испиени јогурчиња или мрсна хартија од бурек. Кога една држава ќе напикате во таква дупка, тогаш таа држава не треба да се грижи. И има тотално несигурна иднина. Да се вратиме на СДС, бидејќи тоа е вториот дел, втората глава на таа ламија со две глави ВМРО-ДПМН СДС, има 34 години и потрошија во овој период во Република Македонија. 4 клучни играчи кои се сега на чело на СДС, претендират некои од нив да дојдат на чело на СДС или биле дел на раководство на СДС во време на Бранко Цренковски, после Бранко Цренковски, дадо интервју на 4 различни медиуми, вклучително и во емисијата во Центар. Тито Петковски, Андреј Петров, Оливер Спасовски и Љубомир Фрчковски. Ниту еден, значи ниту еден, не одговори на суштинските прашања поврзани со СДСМ. Зошто се во политичка криза? Поради кој или поради што се во политичка криза? Како влегоа во таква сериозна политичка криза? Зошто не влегоа 2020 година во политичка криза, кого смени името, влегоа 2024 или 2025 година, кој не ги спроведува француските или уставни измени во Република Македонија? Ко вие немате одговор на клучното или на клучните прашања, тогаш вие не можете да одите напред. Знаете, вие не може да се излечите. Прво, треба да знаете дека сте болен, па да знаете да побарате помош, па да одите да направите одредени анализи, па да ве снимат, па да ви дадат одредена диагноза и врз база на тоа да ви препишат соодветна терапија. Ако вие не го помините тој процес,
Ако не знаете поради што сте тука, каде што сте, која е причината, што е причината и зошто граѓаните не само што ве казнуваат, туку не сака да ве слуша, знаете, тоа е како однос на два брачни партнери кои се отуѓуваат, кои се оддалечуваат. Може поради деца да останат, а и не мора тоа да се случи, меѓутоа престанува да се слушат, престанува да комуницират. Тоа така станува заладено и така е нефункционално како што е односот помеѓу јавноста и гласачите и помеѓу СДСМ. Затоа СДСМ падна на 124.000 гласови и тоа се обидо овие под контрола на Никола Спасов да ви го продадат како победа, бидејќи падот на СДСМ бил многу помал од падот на ВМРО-ДПМН. Не, гледате, тоа е на ниво на рамниште, но ова што би го прави пиерот на ВМРО-ДПМН со Орце Ѓорѓевски, со Христо Мицкоски, кои шетат како да го ослободиле Скопје од Даниела Арсовска, како тие да не ни ветувале дека Даниела Арсовска е новата момина солза на промените 2021 година. Таков СДСМ, кој е чергиче, кој е само мал коалиционен партнер со кој може ВМРО-ДПМН да се игра, бидејќи ВМРО-ДПМН очигледно игра со 3 со 4 кандидати од структурите кои се внатре во СДСМ. Знаете како има 4 колони со кои се трна на Мадрид, а петата колона ги чека внатре, тоа е нели петто колонаштво. И тука вие го имате Венко Филипче, го имате поранешниот градоначалник на општина Карапош, го имате сегашниот градоначалник на општина Центар. Имате играчи 3 или 4 кои се очигледно во преговори со дел на структури во ВМРО-ДПМН. Дали е тоа ниво на лидерот, дали е тоа ниво на подпредседатели, дали е тоа на ниво на одредени клучни министерства, тие очигледно преговарат. Не само што преговарат, туку ги нудат своите услуги. Некои се фатени со одредени цигари, царина, некои се фатени со одредени маркици, некои се фатени со одредени бизниси, некои па направиле пред да бидат фатени, па им дале одредени маркици, нова урбана мафија блиска на ВМРО-ДПМН. Ако имате таква една збирштина, вие треба да фрлите атомска бомба тамо, бидејќи ако не фрлите, во наводници, атомска бомба тамо, и ако не уништите све што на бранот на заевизмот е донесен начело на СДСМ од 2013 година, не можете да дојдете напред, тоа не значи да се врати Бранко Ценеков, тоа значи таа партија, тој сојуз да ја устроите во форма на политичка партија, на политичко делување. Че СДСМ да стане социјалдемократска партија, да функционира како партија, да има своја идеологија, да има луѓе кои ќе спроведат таа идеологија, да има одговорност, да се знае што треба да се каже и како треба да се каже. Овие 4 интервјуи има. Еден не се осмели да побара оставка на Венко Филипче. Срами ме да го слушат. Го нема Венко Филипче 2 недели. Значи на секој ден му праќам порака, господине Филипче, кој ќе сниме интервју. Не може да даде интервју, јас точно знам дека не може да даде интервју. Ајде ке речете 40-50% се плаши да се појави емисијата во Центар. Меѓутоа што со другите 50%? 20% да не се замери на Зоран Заев, 30% или 25% поделено Зоран Заев, 25% да не му се замери на Христо Мицкоски. Кога вие ќе дадете дел на вашето тело, под кирија, ќе се плашите од одредени случаи, кривични пријави, дали ќе има смена во обвинителството, дали некој случај се држат во фјока и чекате едва и да поминат уште 2 години да застарат тие случаи согласно кривичниот закон и измените во кривичниот закон кои никој не ги сака, заеднички ги изгласа и ВМРО-ДПМН и СДСМ истекуваат за 2 години, ќе имаме ваква ни риба, ни девојка ситуација. Ниту ВМРО-ДПМН може нешто да направи во Република Македонија, бидејќи знаете, сите кои имате некакви очекувања дека ВМРО-ДПМН нешто може да придвижи напред во Република Македонија, мислам дека се лажете, ниту пак СДСМ во ваква констелација може да размислува, не да направи, да размислува нешто да направи. Кој имате таква ситуација, девастиран албански политички кампус, вие всушност немате заире, немате лепа кој може да ги спои, да ги залепи процесите во Република Македонија. Во такви услови, плюс тоа одредени николци кои се јават на протести, кочани, некакви слични акции од типот на кочани, кои вие немате соодветна медиумска логистика, тогаш мора да користите медиумски услуги на одредени удбашки порталчиња и нивната главна задача ќе биде да ги контаминира сите тие процеси. И тоа што го прави изминатите 1 или 2 години, Даниела Арсовска ја залепи на СДСМ. Стево,
Јакимовски го залепија на СДСМ. Све што беше Валкано и што му пречеше на ВМРО-ДПМН го залепија на СДСМ, освен Миленко Наделковски, све што му пречеше на Христијан Мицковски на ВМРО-ДПМН го залепија за СДСМ. Како ви очекувате нешто да иде напред? Нормални луѓе, нормални новинари, нормални политички суштвса не ќе да учествуваат во такви процеси. Знаете, кога имате такви две политички партии, тогаш прва жртва е средната класа, средниот слој, луѓе кои заработат 1000, 1500, 2000 евра, кои имате ваква матна политичка ситуација, тие први се дистанцираат, тоа нас не интересира. Ние не сакаме да учествуваме во тоа. На тој начин ние го губите најкреативниот потенцијал на една држава, на едно општество. Тогаш имате екстремно богати и екстремно сиромашни. Екстремно богати не сакат ништо да се смени, бидејќи зошто би се сменило нешто во услови кога тие печелат пари, зошто да инвестират кога државата е задолжена. Државата ќе зема благајнички записи, тие се акционери во главните банки, парите ќе доаѓаат на нивно конто. Или државата нема да им враќа ДДВ, тие ќе печелат затезни камати 10-11% на годишно ниво. Значи, богатите не сакат ни подразно да размислуват нешто да се смени во државата, сиромашните зависат од тендери, вработување од власта и овој креативен слој кој може да размислува и може да ги менува. Општествата не постои, бидејќи тие не сакаат да бидат активни, ги нема на избори. Гласат или на важички, или бойкотират избори. Зошто? Бидејќи не сакаат да се прљат во ваква извалкана политичка средина. Сака да ви кажам за Вучич, за Орбан и нивното влијание врз политичките процеси тука во Република Македонија, меѓутоа поише 32-3 минути веќе е ова вонредна политична анализа, тоа ќе биде наредниот вторник. Ајде малку да олабавиме СДСМ, ВМРО-ДПМН, освен ако има нешто, ако нема нешто, нели, исклучително битно да се случи овие изминати 6 или 7, наредни 6 или 7 денови, ќе ме за Орбан, ќе ме за Вучич, ќе ме за нивното влијание и дали процесите кои таму се случат може да имат влијание на политичките процеси тука во Република Македонија, плюс оној Facebook статус на Никола Груевски на тема војна, кој сака, кој не сака војна во Европа или во светот или во Република Македонија. Ова беше нашата вонредна анализа. Ново дружење, недела во 22 часот, нова вонредна анализа, вторник 2 часот и 30 минути. Мислам дека Ване Цветанов заслужува уште едно интервју. Дали ќе биде пред нова година, дали ќе биде крај на 2025-2026 година сезоната, тамо некаде мај, јуни, јули, меѓутоа остана толку многу работи, 2 сати и 10 минути траеше интервјуто, беше изворедно интервјуто. Ако него од вас го нема гледано, јас топло препорачувам да го погледнете, бидејќи според мене топ 1 интервју во ова 2025 година, не само во емисијата во Центар, туку и пошироко. До вторник и недела, пријатна вечер Македонија, каде и да си.